Во Македонија на сцена е разградување на парламентарниот систем и негово претворање во консензуална демократија, во која е најважно етничкото потекло, анализира германскиот весник ФАЦ за договорот за влада на Ахмети и Заев. Што всушност значи консензуална демократија и дали е чекор кон федерализација како што се шпекулира? Професорот Јован Донев вели дека ова за кое пишува ФАЦ е уште полошо. Консензуална демократија значи нешто сосема друго. Знаете, посебно во балкански услови. Тоа може да значи буквално дека лидерите на етничките заедници ги преземаат сите од своји раце одлуките. Они се пазарат едни со други. Меѓутоа, што Франкфуртер Allgemeine Zeitung го кажува, тоа е сосема нешто друго. Знаете, комплетно. Тоа е полно напуштање на парламентарниот систем, ваков како што е, затоа што и во федерални држави ви имате парламент. Ова е уште полошо. Вестникот го потврдува тоа што го кажува Дуи, дека добила премиер Албанец. Иако Заев веле дека тој имал целосен мандат, без 100 дена, кога на чело на Илинденска ќе биде кадар на интегративците. Договорот, кој го постигнаа Заев и Ахмети за премиер Албанец, во последните 100 дена од мандатот на владата, според авторот на ФАЦ, е експеримент. Договорот е сепак пресврт. Поделбата на власта меѓу словенските македонци и албанците достигнува едно ново ниво. Според Ахмети, тоа е придобивка за стабилизација на земјата. Во вестникот, македонците се наречени словенски македонци. Професорот Донев вели дека тоа не се должи толку многу на договорот од Преспа, туку на немањето на национална солидарност на доминантното население. Тоа покажува нешто друго. Одбегнувањето на употребата на терминот македонски народ, македонска нација, македонски јазик и така натака. Тоа покажува дека перцепцијата на авторот на овој текст и на консултантите што работеле за овој текст покажува дека во Македонија не постои нација. Во перцепцијата како оние гледаат состојбата во Македонија, не како ние ја гледаме. Тоа е многу важно, знаете. Затоа што вие ако ги имате состојбите дека фактички имате промена на устав, без некаква одлука, насилно менување на устав, на насилно водење на закон, тоа јасно покажува дека не постои сегмент на национална солидарност меѓу припадниците на доминантната нација. Во анализата на германскиот вестник, насловен мултиетнички грабежи, пишува дека поделбата на власта во Македонија некој ги подсетувала на случувањата во Либан. Донев веле дека ова сценарио во Македонија е во игра уште од 90-тите години, но сега започнало да се реализира.